Со поставување на камен темелник од денеска во Кавадарци на атрактивна површина започна изградбата на проектот Мала Америка, вреден околу 35 милиони евра. Се гради современ стамбено-деловен комплекс со вкупна површина од околу 65.000 метри квадратни. Комплексот кој располага со 3 стамбени објекти и еден деловно трговски објект има идеја да го генерира новото урбано живење во градот и пошироко, да привлече туристи и да ја подигне свеста за комфор на повисоко ниво. Комплексот има тенденција да обезбеди високи стандарди на живење во општина Кавадарци, но и еден модерен, динамичен и светски стандард на живот. Инвеститор на овој проект е фирмата Тиквеш Инвест Кавадарци, собственост на Трајче Зуко Ристовски од Кавадарци, кој долги години живее и работи во Америка. Проектант е фирмата К2 Архитекти Скопје, а изведувач на работите е кавадаречката фирма Градба Промет. Митрополитот на Повардарската епархија господин Агат Ангел во сослужение со свештеници од епархијата чиноначалствуваше со чинот на осветување на камен темелникот, упати благослов до инвеститорот за успешно да се реализира целиот проект. Много ја лета, ја чувствуваме радоста на почитуваниот наш Господин Трајче, кој еве не заборавајќи ви дедовските корени, не заборавајќи го дедовското облиште, младоста своја, детските денови, околу израсна во овој убав прекрасен град, градот на лозето, градот на виното, градот на песната, градот на радоста, градот на шегата, но и градот на топките. Така да се радувам што Господ го благослови, Господ го повика од далечната Америка да во своето родно место изгради еден прекрасен објект, каде ќе се сместат многу млади брачни парови да живеат, каде нашите македонци од цела Македонија, мислам, бидејќи имам некоја информација, се ќе биде блендирано во шопингот што ќе се отвори тука, ќе доваѓаат и своите материјални потреби ќе ги задоволуваат. Желбата на еден кавадарчанец кој успеал надвор од нашата земја, кој успеал во светот, а сака да остави голем белег во своето родно место е за почит. Трајче Зуко живее и работи во Америка заедно со семејството. Каде и да е, на крајот од денот каменот си тежи на местото, а за Кавадарци тој ќе рече: предпочитам да се враќам во Кавадарци што почесто и секако на било каков можен начин гледам да придонесам кон развивање на општествено-економскиот живот овде. Кавадарци се развива, Кавадарци расте и е се поблиску до поголемите европски градови, а за тоа зборуваат големиот број проекти, развивањето во секое поле, невработеноста и уште многу причини, благодарение на нашиот градоначалник Митко Јанчев, вели Ристовски. Градоначалникот Митко Јанчев посака успешна градба, истакна дека овој проект е од големо значење за општина Кавадарци. Нема да бидам воопшто скромен и ќе кажам да замислам од еден проект кој што го работиме веќе 4 години, од едно Кавадарци кој што 81 година беше застанато со развојот, денеска сме на прав пат да видиме како цела Македонија, а и пошироко не уговара по позитивно, што значи развој на нивото на Кавадарци и развој на животот на Кавадарци. Со овој трговски мол, денеска кај што ставивме камен темелник, Кавадарци се впишува во градовите со мол. Кавадарци се впишува во градовите со повисок стандард на живење и нормално со стамбените единици кои ќе бидат изградени. И на другите локации, нашите млади кавадарчани, покрај што тоа економскиот развој Кавадарци е развиен, невработеноста е само на 2%. Со овозможувањето на трговските центри, овозможувањето на повеќе содржини, нашите млади имаат перспектива да останат у Кавадарци. Нашите млади не треба да се иселат од Кавадарци, Кавадарци треба да се развие да биде град број 1 во Република Македонија. Ќе кажам само едно. Ако до пред 7 години Кавадарци не го даваа ни на временска прогноза, денеска има информација за Кавадарци на CNN. Тоа е успех за сите кавадарчани, успех и на администрацијата, на приватниот сектор и на сите оние кои што
одлучија да вложат во Кавадарци. Почитуван Трајче, твојата инвестиција за општина Кавадарци значи многу. Пред се за општина Кавадарци во делот на платените комунали за урбано уредување. 35 милиона евра во оваа инвестиција Кавадарци се впишува во град на високо ниво за живење и критериуми. Така да Кавадарци станува центар на теквишијата кој што го има и претходно добиено како Титоа, а сега станува центар каде ќе можат околните градови и пошироко да дојдат да не посетат и да видат многу убавини во Кавадарци. Добивката е на кавадарчани, добивката е на општина Кавадарци. Едно големо благодарам за Трајче, кој што меѓу ретките луѓе кои што излегле од Македонија, успеале да имат визија, храброст, да своите пари ги вратат во татковината и ги вложат во нашата држава. А тоа значи, според мене, дека имаат и храброст, и доверие, и поверие во општина Кавадарци. Благодарам, Трајче, да сте здрави и живи, да се гледаме за убаво и да тука тргуваат повеќе луѓе, а со тоа профитира општина Кавадарци. Стамбените објекти се со деловна содржина на приземјето и стамбена содржина по 7 ката и подкровје, паркинг простор, зеленило и заеднички простории. На деловен простор од 2880 метри квадратни и стамбен простор од 23.500 метри квадратни. Планирани се стамбени единици со различни површини, и тоа двособни, трособни, 4собни станови и дуплекси, и за сите е обезбеден паркинг простор на 2 подземни нивоа. За деловно трговскиот објект на површина од 11.500 метри квадратни, обезбедени се деловни, трговски и хотелски содржини, проектирани согласно највисоките стандарди за ваков тип на објекти. Објектите се од асеизмички аспект проектирани според сеизмичките стандарди во нашата држава и регионот, со што се обезбедуваат сите безбедносни мерки за комфортно живење. Фасадното обликување е согласно најновите трендови во светот со структурална фасада за деловните простории, додека за стамбениот дел е проектирана комбинација на вентилирана фасада од композитни и ХПЛ панели, врз зидарија од пенобетонски блокови со висока термоакустична ефикасност.